Добро вечер, Ресен. Добро вечер, Преспа. Добро вечер, вредни луѓе кои што 37 дена веќе храбро и одважно прават отпор против овој ненароден режим. Некој можеби ќе се праша што бара Цветанка Иванова во Ресен, зошто тргнала и што ја води по ова невреме да дојде дури довде од Струмица. Цветанка Иванова од 24 декември наваму не застанува. Цветанка Иванова од 24 декември занезе улицата е парламент, занезе изгубена е демократијата, занезе е должност да ја врати демократијата не за себе, за своите деца, за своите внуци и на сите нас почитувани тука, овде и оние кои што немат храброст да излезат од своите домови. Света обврска ние да ја вратиме државата на вистинскиот пат и да ја вратиме демократијата во оваа наша држава и да ја дадеме во рацете повторно на граѓаните. Ќе се прашате зошто сум тука? Ако можеле овие борци за слобода, ако можел Наум Веслиевски овчарот од овде да тргне да се бори за државата, кога не знаел што значи самостојна држава, кога не знаел што значи слобода, демократија, јас знам што значи самостојна држава, јас знам што значило демократија и бидејќи знам уште повеќе имам сила и верба да се борам да ја вратам назад, затоа што не сме Република Македонија да биде заложник на врхушката на ВМРО-ДПМНЕ, не на членовите на ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани граѓани, околу 50 дена сме по улиците. Јас посетив многу градови, многу села во Република Македонија. Отпорот се повеќе се шири, отпорот се повеќе се зголемува, незадоволството на граѓаните се повеќе се зголемува. Граѓаните веќе нема од што да се плашат затоа што немаат ни за гол живот, нема да служат на оваа ненародна власт и затоа сме се повеќе и се побројни затоа што тоа ни е обврска према нашите генерации. Почитувани граѓани, сакам да ви кажам дека сакаа изминативе денови да створат перцепција пред граѓаните дека она што се случи на 24 декември не се ни случи. Она што се случи на 24 декември било некакво сценарио на Социјалдемократскиот сојуз и на Бранко Црвенковски за да си ја задржи кариерата. Не се свесни што и направија на Република Македонија. На 24 декември сите генерации што работеа за доброто на независна Македонија, 21 година независна Македонија, срушија се само во еден миг. И сега, зошто беше, чија борба, чија битка е права, исправна, вистинска? Ние се боревме да не се задолжува државата. На 24 декември зборувам. Ние се боревме да не се донеси толкав голем буџет кој што ќе се строши, односно ќе се полни од грбот на сиромашките граѓани, а ќе се троши за обесните проекти за купување гласови од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Ние се боревме за демократија, ние се боревме за слобода, а тие се бореа за власт и за пари. Нашата битка е праведна. Нашата битка е потешка, затоа што ние голораки се боревме. Тие дојдоа и не изфрлија со обезбедување, со обучени полицајци, облечени во цивилна облека, ги изфрлија пратениците од овој
од она место кое што треба да биде место каде што ќе биде храм на демократијата. И со тоа тие парламентот го направија срам за демократијата. И сега денеска го слушам Груевски вика оваа битка е битка на Бранко за Бранко. Не, господине Груевски, оваа битка е битка на народот против Груевски. Затоа што Груевски веќе не сме и нема образ и лице да ја води оваа држава. Затоа што овој народ повеќе не сака да биде поделен. Не сака да биде поделен на предавници и патриоти. Не сака да биде поделен на словенски, македонци и антички македонци. Не сака овој народ да живее во беда и сиромаштија. Не сака овој народ да служи на една врхушка. Не сака овој народ да молчи, да ќути и да се плаши, затоа што веќе нема од што да се плаши. И затоа овие 50 дена народот се повеќе е во отпорот, народот пружа отпор и господине Груевски ви порачуваме, Бранко не се бори за Бранко, туку народот се бори против тебе и твојата власт, затоа што таа власт е ненародна, затоа што им ја зеде, им ја украде државата на граѓаните. Граѓаните си ја бараат државата назад. И затоа, господине Груевски, ако сакате, како што викате, да се вратиме во парламентот и таму да има политички диалог, распишете предвремени парламентарни и локални избори, кога и да е, заедно. Локални и парламентарни избори на кои што граѓаните ќе се одлучат по кој пат ќе оди Република Македонија, по патот кој што тие сакаат и тие го заслужуваат, а не по патот кој што ти им го трасираш за твоите интереси, за 5 луѓе во твојата власт. И уште на крајот сакам да ви кажам дека ако јас денеска дојдов по овој снег и по ова невреме овде, јас сакам да ви порачам сите мои колеги пратеници кои што на 24 декември го ја почувствуваа раката на оваа ненародна власт, на овој режим, се убедени и одат до крај. Ги враќаме мандатите, не сакаме да учествуваме во вакво ненародно собрание. Бараме превремени парламентарни и локални избори. Одлучни сме и одиме до крај. Нашата борба е тешка, нашата борба е праведна и нашата борба мора да заврши со успех. И уште нешто да порачам. Овдека знам дека има 3 кандидати за градоначалник. Овој кој што е сега на власт не видов дека нешто направил за Ресен, затоа што искршивме колата со подувките. Затоа тој него граѓаните ќе го казнат. Вториот кој што се одметна, мислам дека сам ќе знае неговата судбина. Сакам да порачам дека нашиот кандидат ќе биде градоначалник на Ресен. Груевски ќе биде градоначалник затоа што тој ја бие битката за демократијата, а Преспани сакаат демократско Ресен во кој што ќе одлучуваат граѓаните на градот. Да живее Социјалдемократскиот сојуз, да живее отпорот, да живее Република Македонија и слободарско Ресен.